Ние придаваме значење или мислиме дека сме премногу значајни во целата ситуација, дека сега некој во Европа расправа за ова што се случило, а се сведува на расправи во Македонија и во Бугарија, дури не ни во Грција, иако од кај нив имаше доста амандмани. И оваа ситуација која се случува, се повторува, би рекол, секоја година, и тоа години наназад, а особено овие две последни години после францускиот предлог, каде што особено бугарските пратеници успеваат да издействуваат со многу 200-300 амандмани да се блокира на некој начин или разводни процесот, да како што ме информира колегите што повеќе ги следат европските прашања, за жал станав песимист на стари години, па не се сметам веќе за толку експерт на тема евроинтеграција, дека не се ни донесени резолуциите, направени се извештаите, поднесени 200-300 амандмани и процесот не ни стигнал до гласање, како што сега се случи во оваа година, и тоа е едниот можен исход и за 24 јуни, кога е одложено. Веројатно ќе најдат паметно решение кое што ќе спречи дискусија за да се борат дали треба, зошто се одложува повторно ако дојде до такво одложување. А од аспект на тоа дали победел и што направило, веројатно ти беше победа ако молчевме и ја затворевме работата до крај, без при тоа да знаеме премногу долго. Не сум сигурен дали ни требало да зборуваме за македонски идентитет и македонски јазик, затоа што реално наша тема е, не треба да бараме потврда од други. Можеме меѓутоа да ги употребиме другите за потполно да го заштитиме, не толку да го заштитиме како штитење со декларација, туку со реална работа.